Обновата на градивото е елементарна при подготовка доколку се планира изнесување ставови за кои се нема доволно знаење. Ефтиниот популизам и ширењето шпекулации не можат да го надоместат соочувањето со аргументи. Непријатноста е уште поголема ако пред широк аудиториум небулозата биде матирана. Не постои друга земја во светот која што не е федерација, а има двојазичност. Не постои друга, стода. Канада е федерација? Не знам, не мислам дека не е Канада. Англискиот и францускиот се во иста паралелна употреба. Не го знам сега да не навлегувам како е федерација, да. Јазичните предрасуди се поврзуваат со иззидани стереотипи и покрај тоа што за нив неколку пати поред се покажува дека се урива. Но генерацијата екс-југословенски функционери градена во архитектониката на компартизмот и сировиот национализам и натаму продолжува да реди тули, кој веќе не ги држи тој малтер. Албанците као гласачко тело се на некој начин диригирани. Македонците не се диригирани. Македонците се не сте видели во Пехчево како се гласа. Што е поразлично од Рачиново. Разлики меѓу луѓе не постојат. Во немаштија сите реагираат инстинктивно. Тогаш се одстапува од принципите, па дури не се поставува прашањето за здравието, бидејќи стомакот кркори толку многу силно, што не дозволува ниту да се чуе тивкиот глас на разумот. Јас сум овде вечера присуствувам за рудникот да се отвори поради екзистенција. Поради земјоделието немаме никаква екзистенција. Обстанокот не ги загрижува оние што ги трошат нивните пари. Тие дивеат на сметка на питомите и создаваат тергела, магарчеки се со целокупната јавност. И додека сите пасат трева во отсуство на кротител и камшик, политичките копитари ќе се самарат, сметајки се себе си за пасмина, зад која треба да се крева прашина. Па видите, викаат за голема личност фрлаат камења. Фрлаат камења и по не толку знаменити личности, не толку силно, но доволно за оној кому се наменети да ги почувствува. Веројатно болката е поголема ако доаѓа одблиску, особено ако е од колега Трибун, со кој заедно на референдумот ги предводеа милионите. Ја мислам дека од колегијалност бойкотирал требало да му помогна. Искрено. Мислам дека известно време, многу го цене Филип Петровски, откако почна да оди против партијата. И да не зборувам сега, не е Филип Петровски, не Филип Петровски предмет. И на крајот, за уште едно разочарување, ама од аналитичари кои не може да се соочат со сомнежите за антидискриминаторски дебакл за кои биле плаќани од државата, па бараат тој да не се шири. Ова беше навреда за личноста моја дека не ги вршиме добро работи така натаму и да е така тоа не се кажува, не. Не смеа да се штедат зборови за работата на функционерите. Тоа е привилегирана обврска, а не нечие право. Особено кога за оние кои изгледа не работеле, тоа треба да престане да важи.